Добре дојдовте на официјалниот прв вебинар на Галексија. Јас сум Теодора Николовска, основач и собственик на Галексија и на маркетинг агенцијата Вруток. Пред да започнеме, би сакала чисто да направиме една кратка проверка дали добро ме слушате сите. Гледам дека имаме 76 моментално активни членови. Ке може ли само да ми напишете во полето за чет дали се слушаме? Супер, одлично. Добро. Супер. Океј. Имаме, се надевам дека ќе пристигнат наскоро уште луѓе кои што се регистрира. Сакам да ви се извинам пред се за промената во 5 за 12, што би рекле. Не очекувавме да има толков одзив вебинарот, но ете изгледа сме одбрали интересна тема, па ќе имаме зашто да дискутираме. Значи, накратко да ви се представам уште еднаш за тие што се вклучија подоцна или што не ме познаваат. Јас сум Теодора и сум основач и собственик на Вруток Маркетинг Консалтинг. Тоа е маркетинг агенција која што овозможува дигитални услуги. Претежно работиме со клиенти од странство, значи Америка, Австралија, Дубај и Западна Европа. И дополнително како компанија водам и Галексија, со тоа што целта зошто всушност почнавме да работиме со Галексија е да овозможиме, значи тоа целокупно искуство кое што го собираме со работата со клиенти од странство, да можеме да го пренесеме и тука на оние луѓе кои што ќе сакаат нели нормално да научат и да се усовршат во дигиталниот маркетинг. Целта на денешниот вебинар е да продискутираме малку за успешни тактики кои што може да ги користите од аспект на дигитален маркетинг во период кога има нели криза, така наречено, во ситуацијава станува збор нели за COVID-19. Меѓутоа и дополнително јас би ве охрабрила, значи да поставувате било какви прашања кои што ги имате. Јас направив една кратка анализа на кандидатите кои што ги имаме денес, значи забележав дека имаме кандидати со различни позадини, значи од студенти до собственици на мали бизниси, вработени во компании и многу ми се допаѓа тоа што сме од различни сектори. Така што ќе ве охрабрам, значи во било кое време прекинувајте ме, користете опцијата за да чат за да поставувате прашања и нормално тука сум да ви одговорам за што и да треба. Сега само да ја вклучам презентацијата. Ќе ми дадете една минута. Еве вака. Значи за тие што ќе споделувате на социјалните медиуми, можете да го користите хаштагот Галексија и да не тагнете со Галексија долна црта на Instagram, Twitter. На Facebook ќе ви го отвори автоматски со името. Значи, пред себе сакала да ви ја представам Галексија, нели малку маркетинг и промоција да направиме и за нас. Ние сме единствена компанија во Македонија која што овозможува акредитирани курсеви за дигитален маркетинг. И програмите кои што се изучуваат кај нас се признати од светските компании како што се Google, Facebook, LinkedIn, IBM, Microsoft, Coca-Cola и многу други. Самата програма е креирана од експерти во секоја од овие компании и сите овие компании ги одобруваат и ги признаваат сертификатите кои што се добиваат со изучување на нашите програми. Ние соработуваме со Дигиталниот маркетинг институт од Ирска, кој што е најголем и единствен институт за дигитален маркетинг во светот. Значи програмата која што ја споделуваме со нашите студенти е лиценцирана од Digital Marketing Institute и тоа е гаранција за квалитетот кој што го предаваме. И дополнително курсевите, секој курс подлежи на полагање на Pearson VUE сертификат. Доколку некој од вас учел нешто што е поврзано со Adobe или со Microsoft, веројатно сте запознаени со Pearson VUE. Значи, тоа е светски признат сертификат од најголемото сертификационо тело во светот. Она што сакам да го напоменам е дека ние се стремиме да креираме мали групи, значи нашите групи се ограничени на 12 членови, бидејќи главната цел ни е нормално да обезбедиме висок квалитет и да поведеме еден нов стандард во дигиталниот маркетинг, односно во едукацијата за дигитален маркетинг. Ова се кратки факти за програмата на светско ниво, односно за курсевите на светско ниво, дека 92% од учесниците на програмата се изјасниле дека имаат напредок во кариерата.
81% добиле унапредување или покачување во платата и 88% работат на високи позиции како менаџери. Ова се кратки информации за моменталните активни уписи кои што ги имаме. Јас не би должела многу да комуницираме сега за ова, меѓутоа чисто информативно, значи во моментов имаме две програми. Првата е Certified Digital Marketing Professional, од која што моментално имаме сега две активни групи, и втората е Certified Digital Marketing Specialist за Social Media Marketing. Ќе ви ја пратиме презентацијата секако по вебинарот, така да ќе можете дополнителна информација доколку сте заинтересирани. Не би трошела сега многу време на ова, само сакам да истакнам дека овозможуваме 30% попуст за early bird пријавување до 20 април, така што доколку било кој од вас е заинтересиран во поглед на програмите, може да ни сконтактирате по вебинарот. Сега да почнеме со тоа зашто сме навистина дојдени тука. Односно, ќе комуницираме главно за кои се бизнис пречките предизвикани од COVID-19 и ќе поразговараме за некои предлози за дигитални маркетинг активности. Доколку некој од вас бил на предавање кај мене, знаете дека не сакам да обрнувам премногу внимание на теорија, така што повторно ќе споменам, значи ве молам поставете прашања, комуницирате слободно. Забележав дека имаме луѓе со различни позадини, така што мислам дека ќе имаме продуктивна дискусија. Значи главните бизнис пречки со кои што се соочуваат компаниите во изминативе, да речеме 6 месеци од прилика би му дошло кај нас во државава, меѓутоа во светот уште порано, се неколку, односно првата е неподготвеност на бизнисот за пренасочување на работата онлайн. Ова најмногу се забележува кај нас, особено кај компаниите кои што работат на потрадиционален начин или се, да речеме, мали и средни компании, дали работат во продажба, дали работат со логистика, дали работат можеби со некакви сервиси. Меѓутоа, ова се покажува како голема пречка заради тоа што ние забележуваме дека голем дел од компаниите навистина не се подкрепени со алатките кои што им се потребни за да се соочат со една ваква криза. Втората главна пречка е неможноста да се работи од дома. Нормално овој проблем го немаат фирми како нас, кога сме маркетинг агенција или компании кои што се софтверски компании и слично. Меѓутоа, особено на нашава територија, повторно ќе кажам, исто колку што има голем број на компании кои што се маркетинг агенции или девелопмент компании или компании кои што работат на интернет, исто така има и голем број на компании кои што реално мора да ги имаат работниците физички на место, значи без разлика дали станува за производство, дали станува за достава и слично, се покажува ова како една од најголемите пречки во овој период. Третата главна пречка е недостаток на автоматизирани и дигитализирани процеси. Тоа значи дека компаниите одеднаш се соочуваат со ситуација каде од една страна, нели, можеби немаат доволно финансии за да ги платат своите работници и мора да отпуштат дел од луѓето, меѓутоа од друга страна работата трпи заради тоа што дел од процесите не се успешно автоматизирани или не се дигитализирани. Четвртиот главен проблем, односно пречка, е недостаток на кризна маркетинг стратегија. Што значи кризна маркетинг стратегија? Кризна маркетинг стратегија значи дека вие треба да сте подготвени во било кое време, да имате план што би правеле во ситуација кога би дошла некаква криза, без разлика дали тоа станува збор за криза од COVID-19 или криза кога можеби ќе ви се намали продажбата или криза ако одеднаш пола од вработените решат да си одат и така натаму. Многу е важно секогаш да имате една ваква стратегија при рака, за да можете да одговорите многу полесно и побрзо на промените што се случуваат. На светско ниво, ваков тип на стратегии не се прават само за маркетинг, значи темава е сега маркетинг, меѓутоа може малку пошироко да опфатиме, туку станува збор за општи стратегии што се прави нели во ситуација ако не дај Боже нешто се раштима, да знаеме како да се справиме и како да ги искористиме ресурсите кои што ни се на располагање. Следната пречка, односно како да речам, дел од она што можеби го нарушува секојдневието на работата, се дел од вработените кои што мора задолжително да бидат ослободени. Па најчесто кога имаме мали и средни компании кои што немаат или доволно вработени или се можеби фриленсери 2-3, па едниот не може да работи, тука може многу нели да влијае негативно на бизнисот.
И според мене најзначајната пречка периодов е намалената куповна моќ на клиентите. Тоа значи дека луѓето одеднаш нели им се менува целиот ментален склоп, повеќе не сакаат да трошат пари на тоа што можеби трошеле до пред неколку месеци, сега гледаат многу повеќе да заштедат, да видат како може да се снајдат да трошат само на тоа што навистина им треба. Од друга страна, многу е интересно, кога правев истражување на темава, забележав дека во Америка, например, веројатно бидејќи се уште до тој степен не го почувствувале заради тоа што се ета да речеме побогата држава, се забележува многу брз раст нормално на компаниите кои што овозможуваат e-commerce услуги, храна и сите тие дигитални услуги нели кои што се во таа индустрија, и е забележано дека се повеќе и повеќе се намалува цената на платените реклами, и затоа компаниите кои што имале стратегија направена на време сега успеваат со многу помалку пари да постигнат многу поголеми резултати. Ние го забележавме истото во Вруток со еден од клиентите од Америка, бидејќи тие се во индустрија за храна, меѓутоа немаат, како да речам, не продаваат храна, продаваат еден вид на додаток во исхраната, односно тоа е како бон брод, ако сте слушнале, како инстант супа би му дошло на некој начин. И сега тоа не е храна која што има неопходна на луѓето како леп, млеко или јајца, например. Меѓутоа забележавме дека со истиот буџет со кој што сме работеле до пред 2-3 месеци, сега имаме многу подобри резултати, зголемена е продажбата за повеќе од 100% и гледаме дека луѓето некако многу полесно сега можеме да ги примамиме, нели, под наводници да купат. Сега јас ја направив презентацијава на начин што поделив неколку главни теми како може да одговориме на предизвикот. Значи, првото е социјални медиуми. Што е важно кај социјалните медиуми? Првата работа што ја забележав, повторно ќе кажам, особено кај нас, е дека се повеќе и повеќе луѓе го споделуваат информативна содржина. Тоа значи дека, бидејќи нели кризава не засега сите, без разлика дали сте компанија, дали сте фриленсер, дали сте човек кој што работи во компанија, многу е важно да им покажете на вашите клиенти дека сте свесни за ситуацијата и да ги едуцирате, односно да ги научите како може да се справат со тоа. Верувам дека и на вас исто и како на мене ви е преплавен целиот хомпејдж на Facebook и на LinkedIn и секаде со информативни содржини, кои што се, нели, како да се заштитите, што е COVID, како се пренесува и така натаму. Меѓутоа многу е важно, ако успеете, некако да ја прилагодите оваа информативна содржина во склоп на тоа што го работите. Например, ако сте фриленсер и овозможувате некакви услуги, можете, например, да, не знам, ако само да размислам, еве сега пробувам вака во живо да смислам некој пример. Ако сте, например, content writer, значи пишувате содржина, треба да направите, значи да споделите информативна содржина, меѓутоа која што ќе биде од вашиот блог пост. Ако сте дизајнер, да направите дизајн кој што илустративно ќе прикаже каква е ситуацијата во моментов со COVID-19 и како луѓето може да се, нели, да си помогнат. Така да многу е важно се што ќе споделувате да биде на некој начин поврзано со тоа што вие го работите. Сега дел од учесниците тука знам дека се, например, во имавме луѓе од преведувачка, значи професија, имаме луѓе од фармација, за облека, за груминг, исто така имаше луѓе кои што работат, мислам дека во осигурителната бранша. Така да речеме во ситуација, еве, ако сте осигурителна компанија, која ќе споделувате едукативна содржина, можете да споделите информации како луѓето може да заштедат пари или како, не знам, паметно да работат со нивните полиси за осигурување и слично. Следниот тип на содржина е интерактивна содржина. Ова, вака кога го читате, многу личи логично, кога и да, треба да се споделува интерактивна содржина, меѓутоа реалноста е дека кај нас ова многу малку се користи. Многу малку го користат, особено компании, или тие што пробуваат да го користат не им успева. За да може да успее интерактивната содржина, не треба да биде секогаш giveaway или едички споделете го постов или тагнете другарка и ќе ви дадеме нешто бесплатно, туку треба да биде нешто што ќе
како да речам, повторно да биде едукативно и да има некаква вредност. Например, ако сте, еве имавме еден учесник има студио за фотографија. И сега, например, место да вие да кажете споделете ја слика и ќе добиете, не знам, гратис фотографирање, можете да ги прашате вашите фанови кои ви се омилени веб страни за фотографија, што ги користите за информирање во периодов со COVID-19. Или како го поминувате времето во периодот на COVID-19, дали можеби, не знам, сликате низ дома, или ајде споделете да видиме кои фотографии сте ги направиле по дома. Значи, ова се активности кои што реално вас нема да ви донесат продажба, нема да ви ја зголемат продажбата или да ви донесат нови клиенти, меѓутоа ќе покажете интеракција со клиентите и кој ќе треба да продавате, да речеме, после 2, 3, 6 месеци или една година, луѓето многу повеќе ќе ве знаат, ќе имаат на што да се присетат. Групер се доста добар пример кој што мене ми се допаѓа за ова, заради тоа што тие постојано нели имаат интерактивни постови во смисла, не знам, тагни го пријателот на М и ќе мора да те части нешто и така натаму. Третиот тип на содржина е донација. Донација не значи дека вие треба да донирате нешто и да се пофалите на интернет колку сте добри, туку донација значи да го донирате своето време и своите ресурси да им помогнете на вашите клиенти. Тоа е тесно поврзано со бесплатна консултација, например. Што значи тоа? Ако сме ние, да речеме, осигурителна компанија, можеме да направиме бесплатна обука која што ќе ги научи луѓето кои се најчестите типови на лиценци за семејства и како може долгорочно да го планираат своето семејство. Еве, ние како Галексија во период на криза сме одлучиле да направиме бесплатен вебинар со кој што ќе се обидеме да ви доловиме дел од информациите што ние ги знаеме и ќе се обидеме да ви помогнеме барем на дел од вас да научите нешто повеќе за дигиталниот маркетинг. Следниот тип на објава е објави од тимот и како се справувате со ситуацијата. Повторно ќе кажам, значи ова се однесува на компанија, доколку сте фриленсер, истото можете да го правите. Можете би, например, има фриленсери, знам, кои што кога нема ситуација на COVID, работат коуоркинг со други колеги, можеби можете да направите виртуелен коуоркинг, да споделите како работите. Едноставно, сите овие постови кои што ги спомнуваме до сега се чисто за да има некаква интеракција, односно да не ви замре комуникацијата со вашите следачи, со вашите потенцијални клиенти, со вашите минати клиенти, чисто значи за да бидете во тек со работава и да имате некаква комуникација со нив. Видео и вебинари ги споменав. Во однос на платените реклами, тоа што ви го кажав со намалената цена, многу голем дел од компаниите периодов мислат дека ако престанат со платени реклами, ако заштедат пари, тоа ќе биде добро долгорочно. Мојот совет е да не престанувате целосно со платените реклами. Нормално многу зависи во која индустрија сте и што продавате. Нели, ако продавате производ или услуга кој што не е соодветен да се промовира периодов заради ситуацијата таква како што е, нормално треба да се престане. Меѓутоа, доколку имате производ кој што не е директно инволвиран со ситуацијава и не влијае директно ситуацијата на него, треба да продолжите со рекламирање, меѓутоа соодветно да ги таргетирате рекламите. Тоа значи, ако сте имале 5 платени објави на Facebook во рок од еден месец, сега да имате 2 и да бидат тие 2 само за најважните производи или услуги и да бидат насочени само на луѓето на кои што нормално најмногу би им биле потребни. Тоа што треба да го избегнувате, го имам ставено ова и во друг слайд, е да ги зголемувате цените и да давате лажни попусти. Можам да ви кажам пример од изминативе недела дена, дека забележав конкретно во бриколаж беше и во Алфи. Има направено попуст, меѓутоа попустот беше од зголемена цена, па сега ќе ви дадеме 10% попуст. Попустот траеше една недела и потоа цената се зголеми за 20%. Така да јас разбирам дека нели нормално криза е, на сите ни требаат пари, компаниите мора да се снајдат, меѓутоа ваквите политики за зголемување на цени или давање лажни попусти или нели знаеме сега дека на луѓето им требаат маски и сега ќе ги ставиме маскиве 150 денари, па нека трошат пари. Значи тоа долгорочно не влијае добро на компанијата.
И јас би советувала, нормално доколку го одговара финансиски, да дадете некакви попусти. Еве пак ќе ги спомнам фрилансериве, заради тоа што имаме околу 10 на 15 од тоа што видов. Фрилансерите можат да направат пакети, каде што ќе речат, не знам, ако сум јас контент райтер, ќе речам, дечки, ако јас сум ви взимала сега пари, не знам, по 20 евра за еден блог пост, сега ќе ви напишам за 80 евра 5 блог поста. Еден добивате гратис. Или ако сум дизајнер и сум правил, не знам, лого за 500 евра, сега ќе речам, дечки, за 500 евра ќе ви направам и лого и бизнес картички и, не знам, PowerPoint презентација. Значи, многу е важно, ова е се или повеќе психолошки момент, како да им дадете повеќе вредност на клиентите, да не се почувствуваат дека само сакате да им продадете. Заради тоа што, еве, како јас сега, например, ако потрошев 20 минути да ви објаснувам за какви академии имаме ние, какви обуки, какви курсеви, автоматски тоа ствара одбивност према луѓето кои што ве слушаат или кои што ви се потенцијални клиенти. Значи, треба да возможите им да ги информирате за тоа што го продавате, меѓутоа во исто време да им дадете дополнителна вредност која што ќе ја ценат на долг рок. Нормално треба да се избегнуваат објави кои што не даваат никаква вредност за следачите, не знам, мемиња и такви смешки, освен ако не ви е таков стилот. И објави во кои се споредувате со конкуренцијата. Ваков тип на објави најчесто се случуваат, мислам, кај нас не ги има до тој степен, или не знам, ако сте сретнале, може да споделите, меѓутоа немојте да се обидувате да ја срушите конкуренцијата во овој период, нели? Сите имаме исти проблеми, финансиски, и нели фирмите немаат работа, имаат проблеми, не може да се снајдат и така натаму. Така да таков тип на објави во кои што се споредувате со конкуренцијата може негативно да влијаат чисто на угледот. Дополнителни совети од аспект на социјални медиуми е да обезбедите дека клиентите кои што ќе ве контактираат ќе добијат одговор во рок од максимум 1 час. Јас имав ситуација конкретна, затоа го ставив ова, со една компанија, каде што имав нарачано производ пред отприлика 1 месец и бидејќи продавницата се наоѓа во City Mall, јас не успеав, немаат веб страна, се обидов да ги сконтактирам на Facebook, 3 пати им пишав во рок од 1 недела, се уште немам добијан одговор. И сега јас како клиент автоматски си викам, па чека малце, ја можам да го откажам производов, ми е гајле што сум го нарачала, овие не се замараат со мене, така да ќе ги баталам. Така да, у ваква ситуација каде што сите не знаеме главата кај ние само сакаме да постасаме све, не треба да се заборави дека клиентите сигурно ќе имаат прашања и ќе ви пишуваат. Еве ние конкретно, повторно ќе кажам, сега со Галексија, бидејќи го сменивме во 5 за 12 линков, имавме исто така пораки на социјалните медиуми од дел од вас кои што се пријавиле и сега ние ако го оставиме тоа туку така и ако не ви одговориме, нормално остава тоа негативен впечаток, нели? Едноставно тоа е лоша грижа за корисниците. Избегнувате слики со многу луѓе на нив. Има некои истражувања што ги читав дека тоа негативно влијае на брендингот, односно бидејќи сега нели сегде се зборува дека треба да се избегнува комуникација со луѓе, да се движат во ограничени групи и така натаму. Препорачуваат експертите дека треба да се избегнуваат слики каде што има многу луѓе, чисто како психолошки аспект. И последниот совет за социјални медиуми е да прилагодите фреквенцијата на објавување. Тоа значи дека ако претходно сте објавувале вие по 3 пати на ден објави, а сега гледате дека 90% од социјалните медиуми се преплавени со информативна содржина и така натаму, треба да ја прилагодите фреквенцијата, да видите дали можеби треба да објавувате помалку објави во текот на неделата, дали можеби треба да ја зголемите фреквенцијата, пак ќе кажам во зависност од тоа во која индустрија сте, например, ако сте во едукација, знам дека имавме, мислам дека еден кандидат кој што е во областа на образование, кој што држи часови, знаете дека децава се сега почесто дома, значи добро е да се прилагоди фреквенцијата да се зголеми, да им се даваат повеќе информации, да кликаат, да читаат, да објавуваат и така натаму, заради тоа што после тоа тие луѓе кои што ќе бидат активни
во тој период, што ќе ве читаат, што ќе добиваат информативна содржина, ќе останат да ве следат. И не само тоа, туку алгоритмот на социјалните медиуми така функционира. Значи, колку повеќе некој човек ви клика лајкови, ви коментира, ве споделува и така натаму, толку почесто ќе му се покажувате во иднина и толку помалку ќе плаќате во иднина кога ќе пуштате спонзорирани објави, бидејќи тоа е тесно поврзано, особено на Facebook. Дали брзам или е окей до сега? Пошто гледам нема прашање, изгледа не ви давам да спомнете. Дали има некое прашање до сега? Добро. Значи во било кое време куцете, јас ќе ги читам и ќе ви одговарам. Окей. Следниот дел е автоматизација на процеси. Автоматизација на процеси е многу широк поим и може да опфаќа различни аспекти, не само автоматизација на дигитални маркетинг процеси, туку и општо на било какви продажни процеси, човечки ресурси, дистрибуција и слично. Најлесен начин да ги автоматизирате процесите е нормално да користите алатки за автоматизирано објавување на социјалните медиуми. Најпозната алатка која што се користи е Hootsuite. Можам да ви ја напишам овде за тие што не се сретнале. Hootsuite.com. Имате бесплатна верзија, имате платена верзија и Hootsuite ви помага да закажувате објави за на социјалните медиуми. И сега, например, ако сте вие фриленсер или мала компанија со 2-3 вработени и имате милиарда обврски, треба да обслужите клиенти и сите тие работи, ваквите алатки може да ви помогнат да седнете еден ден во неделата, да речеме, не знам, седнувам во сабота, си правам план што ќе објавам цела следна недела на социјалните медиуми, седнувам на Hootsuite, закажувам све што сакам да објавам и после тоа си терам работа додека ова си врти во позадина. Чат-ботови, верувам дека сите што сте тука имате информација, мислам знаете што се чат-ботови, тоа се мини софтверчиња кои што автоматски одговараат на пораки од клиентите. Доколку не сакате да инвестирате во ова, Facebook како социјален медиум ви дава можност автоматизирани пораки да праќате, бесплатни се, тие се како дел од како дел од самата Facebook фан страна. Значи, ако имате фан страна, ако имате регуларен профил, не. Автоматизирани мејлови, односно автоматизирани нюслетери за едукација на клиентите. Од нашето искуство, имейл маркетинг многу малце се користи во Македонија. Мислам, ние имаме 90% клиенти од странство, но сме работеле и со клиенти во Македонија. Многу малку го користат имейл маркетинг, а и тие компании кои што го користат, најчесто го користат за да пратат мејл еднаш во месецот или еднаш на 3 месеци кога ќе имаат некаква промоција или попуст и слично. Меѓутоа, кога зборуваме за имейл маркетинг во автоматизација на процеси, тоа значи да им праќате едукативна и информативна содржина на клиентите и дополнително да следите на што тие реагираат, за после тоа да ги искористите тие информации кога ќе сакате да почнете со процесот на продажба, да можете да имате доволно информации за што се заинтересирани вашите клиенти, за да знаете во која насока да ја водите комуникацијата. И сега да речеме, имавме неколку учесници кои што се од со облека работат, значи имаат бутици и слично. И сега вие како компанија која што продава облека или обувки или што и да е, можете да почнете да праќате мејлови поврзани со мода. Например, како да се дотерате во време на карантин кога сте дома. И сега не знам, им кажувате што да облечат. Кои материјали се најдобри за купување пижами. И сега праќате, например, мејлови на различни теми. И како што, сега да не ви објаснам технички, зашто тоа е друга тема, значи самите системи, например MailChimp, еве ќе ви го пишам за тие што не се сретнале со MailChimp и други софтвери кои што се за имейл маркетинг, позадински може да следат на што кликаат луѓето. И сега вие, ако пратите да речеме 3 различни мејлови, едниот мејл е кои материјали се најдобри за пижами. Вториот мејл е како да се дотерате по дома и третиот мејл е која облека е најсоодветна за деца до 5 години. За секој од тие мејлови можете да видите кој човек на што кликнал
кога го читал мејлот. Нормално ако имате копче, значи треба да имате копче, идеално, што ќе води до вашата страна и можете да видите кој потенцијален клиент за што е заинтересиран. И кога ќе дојде следниот чекор, да имате вие нови производи, например, во бутикот или во продавницата, или сеедно, ќе знаете на кој од тие вашите клиенти во списокот на мејлови каква информација да му споделите. Значи, овие луѓе што кликнале со децава, ќе знаете дека треба да им пратите информации кои ќе стигне детска облека. Овие луѓе што им е многу важно да им биде органски памукот на облеката, ќе знаете да им ги пратите тие производи. Овие луѓе кои што биле заинтересирани за дотерување, ќе знаете да им пратите информации кои ќе имате некоја, не знам, нова фенси облека. Така да, автоматизација на процеси значи да седнете, да направите една структура, да видите што сакате да постигнете, конкретно зборам сега за имейл маркетинг, нели? И потоа, целиот тој систем може многу лесно да го ставите во овие алатки, како што се MailChimp, и системот да работи за вас. И секој пат кога некој ќе се пријави на вашиот ньюслетер, да му стига автоматизиран процес на мејлови, кои што ќе следат како тој се однесува и ќе можете да добиете информации многу повеќе за клиентите. Сега сигурно ви се појава тука прашање, добро, ама како да најдам луѓе што ќе ми се зачленат? Најчесто, за да луѓето се зачленат, треба да им дадете нешто бесплатно, односно да им дадете некаква вредност, некаква информација. Можете да им кажете, например, зачленете се на нашиот ньюслетер и добите код за 20% попуст на првата нарачка. И сега јас верувам дека тие од вас кои што работат дигитален маркетинг или имаат некакво искуство, сигурно се сретнале со ова и сигурно си викаат, па да, ја ова го знам, меѓутоа реалноста е дека кај нас стварно многу малку се применува. Значи, американците, верувам дека сте слушнале, се луди по купони, по попусти и сите тие работи, меѓутоа кај нас некако тоа уште не се искористува. Јас го сретнав пред некој ден како пример на веб страната на еден наш кафич, имаат онлайн шоп за храна и прв пат сретнав во Македонија компанија која што е македонска, зборам, што не е странска, што не е лиценца и така натаму, која што гледа дека може да го привлече клиентот и јас потрошив луѓе плюс 150 денари, зашто пишуваше таму за 800 денари, добите код за 10% попуст. И јас потрошив уште 150 денари за да стигнам до 800, за да ми дадат попуст. И се тие се ситници кои што долгорочно може позитивно да влијаат, не само кога сме во ситуација на COVID-19 има криза, туку општо како да автоматизирате процеси и да ги задржите клиентите. Тоа што треба да го избегнувате е лоша сегментација на клиентите. Што значи лоша сегментација? Ако не си ги познавате доволно добро луѓето на кои што сакате да им продадете, нема да им ја споделите содржината која што нив им е потребна. Ако јас сум дигитална маркетинг агенција и мене ме интересира само social media advertising, меѓутоа реалноста е дека моите следачи на Facebook се мали фирми кои што имаат социјални медиуми, меѓутоа повеќе им треба имейл маркетинг. И ако јас не споделувам информации за имейл маркетинг, туку само фурам social media, после некој време луѓето ќе сватат дека не го наоѓаат кај мене тоа што им треба. Или ако имам лоша сегментација и праќам ньюслетери на луѓе со несоодветна содржина, во смисла, не знам, ако имате да речеме, само да размислам. Пак за бутиков ќе се фатам, пошто е најлесно. Ако имате во бутиков машка и женска облека, и ако вие имате поделено две мейл листи, едниве ви се мажи, едниве ви се жени. И ако погрешка на овие што се мажи, им пратите порака, например, не знам, дотерете се за вечер, и им ставите фустан погрешка, ќе сватат тие дека е несоодветно и ќе ви направат unsubscribe. Пак ќе го кажам примеров со нас, значи и со Галексија и со Вруток. Ако ние на нашата листа во Галексија праќаме цело време промотивни содржини, дечки купете, регистрирајте се, запишете се на програмиве, така натаму, после некој време на луѓето тоа им станува одбивно и едноставно ќе престанат, значи ќе направат unsubscribe. Истото се однесува ако имате и премногу автоматизирани пораки, односно ако ги спамирате. Ако седнам јас сега да ставам, да пример да ставам 15 активни кампањи за Галексија и сега вие секој ќе гледате Галексија и после некое време
ќе си кликнете таму unsubscribe или unfollow. Сега нормално тоа нема да го направат сите клиенти, меѓутоа голема е веројатноста дека можете да им засадите на луѓе ако премногу ги замарате. И исто така треба да избегнувате голема инвестиција за привремени решенија. Ова е најголем ризик нормално кај мали и средни компании, кои што се директно засегнати од ситуацијава и понекогаш мислат дека ако вложат можеби повеќе пари сега во некакво решение, тоа ќе им го олесни проблемот. Меѓутоа може да се случи тотално спротивното, заради тоа што најчесто кога имате голема инвестиција за привремени решенија, да речеме ако е тоа некоја скапа алатка за автоматизација на процеси, вас ќе ви треба сигурно месец, 2-3 да ги научите, да ги прилагодите другите процеси со алатката и додека се тоа се среди, вас бизнисот од една страна може да ви трпи, од друга страна ќе пројде вирусов, ќе испадне дека џабе си ги фрлиле парите. Така да треба да сте многу внимателни со алатките кои што ги бирате. Јас ви стојам на располагање доколку ви треба дополнителна информација, да ви дадам совет за некои алатки кои што би можеле да ви помогнат. Слободно може да ми пишете на мејл и ќе ви дадам совет. И дополнително многу е важно да ги едуцирате вработените како полесно да ги применуваат алатките. Ова мислам дека е логично, нема потреба да го објаснуваме, и да размислувате долгорочно. Пак е тоа поврзано со инвестицијава на решенијата. Значи, кога и да одлучите да платите нешто, треба да размислите дали долгорочно ќе ви користи или е само за привремено, за да знаете финансиски дали ќе ви одговара. И исто така, нормално треба да се размислува долгорочно стратегиски, да се следи пазарот, да се следи каква е ситуацијата, за да видиме, бидејќи можеби на вашиот бизнис или ако сте фриленсер да речеме, или ако сте вработени во компанија, можеби вас не ви треба ништо за автоматизација. Можеби ако сте вработени во компанија и работите да речеме customer support и сега одеднаш имате наплив на луѓе, сигурно ќе ви треба некоја алатка која што ќе ви ги сегментира информациите, да знаете вие кои ви се приоритетни клиенти на кои што мора да им одговорите, кои не ви се приоритетни. Значи, ова со автоматизацијава на процеси не се однесува само на тоа како фирмите да си ги автоматизираат процесите, туку се однесува и на тоа како вие на некој начин животов да си го автоматизирате додека сте на работа. Да возможите, значи да ви биде полесно, тие што се репетитивни таскови или пооперативни таскови, да можете да ги избегнете, односно да ги автоматизирате, а другиве таскови, нели, нормално да потрошите повеќе време. Јас имам страшен проблем со фактурирање, на пример. Знаеме сите дека, особено и ако има тука луѓе што работат исто со странство, во странство постојат многу алатки кои што се за automatic invoicing. Има и кај нас такви алатки, меѓутоа јас не можам таа алатка да ја поврзам со банка кај нас. И сега ние, кога работиме со клиенти, со студенти и така натаму, нели мораме месечно да издаваме фактури и ние трошиме по еден ден месечно, што се 8 сати месечно, за да средиме административни процеси. А ако можам јас да го поврзам тоа со банката или моите колеги, јас можам автоматски да сетирам и да кажам на овој клиент, на тој датум, со таа и таа сума му фактурираш. И автоматски системот сам праќа фактури и вие ништо не правите. Ако има задоцната фактура, ви пушта аларм за да искомуницирате, дури има до тој степен автоматизација да автоматски праќа потсетници. Така да, пак ќе кажам, автоматизацијава не се однесува само на процеси за фирми или за собственици на фирми, туку и за сите вие кои што сте вработени во компанија. Намалена куповна моќ на клиентите. Еве гледате тука пак ги имам ставено да избегнувате зголемување на цени и лажни попусти. Намалената куповна моќ на клиентите сега се забележува, меѓутоа мислам дека доправа ќе се забележи кога луѓето ќе ги потрошат за штедите и кога ситуацијава ќе го достигне, да речеме, пикот. Мислам дека никој од нас не е целосно свесен за колку е сериозна работава, особено тие од нас што се уште имаме работа. Јас така викам, треба да сме благодарени ако имаме работа периодов. Така да, главната работа што би ви ја кажала тука е, доколку сте компанија која што има производи, односно која што продава производи, да се обидете да најдете начин да правите бесплатна достава на продукти и нормално да им дадете на луѓето леснителни услови за користење на некои услуги.
попустот нормално не секогаш е добар за самата компанија, меѓутоа некогаш кога им дадете повеќе вредност на клиентите за помала цена, тие може или да ви станат долгорочни клиенти или да ве препорачаат утре може би на некој друг кој што ќе има повеќе финансии и така натаму. Соработка со компании кои што може да ви помогнат или на кои што вие може да им помогнете. Тука, значи, ви дала пример не само од аспект на тоа, например, јас работам дигитален маркетинг, некој друг работи веб дизајн, па да се споиме да работиме заедно. Туку дали може би сте вие компанија од иста индустрија, па дури и од ист сектор, и може би, еве да речеме, ако сме ние двајца имаме бутици, или двајца имаме продавница за, не знам, за гитари, не е битно, да се договориме, место јас да идам да трошам бензин посебно и ти да трошиш бензин посебно да имаме деливери, можеме да се договориме, слушај, дај да направиме план, двајцата сме мали фирми, ти носиш деливери во понеделник, ја носам во вторник, ти носиш во среда и така натаму. Друг тип на соработка која што можете да направите, не знам, кога сте фриленсери, можете да им помогнете на компании, нели, еднократно да си решат некаков проблем. Еве гледате, го имам ставено тоа во дополнителни совети. Значи, ако сте компанија, добро е да работите со фриленсери, заради тоа што тие имаат повеќе искуство, може да бидат подостапни, некогаш може да биде и финансиски поисплатливо, некогаш и не, нели, зависи тоа од индустријата. Меѓутоа, добро е да има една таква соработка, заради тоа што мислам дека кризата малку влијае и на, нели, нормално е да влијае психички на луѓето, меѓутоа треба да си помагаме. Значи треба заедно да си помагаме. Ако јас имам сега помалку работа и мојот конкурент му треба помош, не е страшно ако им помагате на конкурентите. Особено во индустријава во која што сме ние за дигитален маркетинг, барем тоа го знам, има многу голем број на агенции кои што си помагаат меѓу себе. Значи буквално, нормално не си ги зимаат клиентите еден од друг, меѓутоа ако јас имам сега поголем обем на работа и не можам да постигнам, а другиве луѓе кои што ми се конкуренти немаат доволно работа, можам јас нив да ги најмам за да ми помогнат да ги реализирам моите активности и после тоа си тераме секој по свој пат. Треба да избегнувате задоцната достава, ова го спомнав најмногу за, нели, компаниите кои што имаат производи, меѓутоа истото се однесува и на услуги, затоа што пак ќе кажам, дел од луѓето сега имаат голем обем на работа и дури кога станува збор за услуга, нели, ако сервис, услуга, што и да е, избегнувате да имате задоцната достава, а и ако имате, информирате ги луѓето на време. Бидејќи, нели, тоа го креира долгорочно интегритетот на вас како луѓе и на вас како компанија. Исто така многу е важно да креирате упатства со кои што ќе ги едуцирате клиентите како полесно може да ги купат производите и услугите. Ние имаме еден клиент од Дубај кој што се e-commerce продавница за продаваат брендови од голем дел, не знам, од овие светски брендови Gucci и така натаму. И они имаат проблем, значи се рекламираат во Дубај, во Ирак и во Кувајт, мислам, не се сеќавам сега точно која беше третата земја. И они имаат проблем заради тоа што дел од луѓето кои што нив им кликаат лајкови, им доаѓаат на сајт и сите тие работи, едноставно не знаат како да нарачаат, не знаат како да користат веб страната. И сега ние се нуваме и правиме упатство, каде што на социјалните медиуми не е тоа упатство дека ние ќе направиме сега 50 страни книга што они треба да ја читаат, туку упатство се мисли, например, можете да креирате гифче или мало видевце како да се направи нарачка на вашата веб страна. Или ако имате услуга, како полесно да ја користите нашата услуга. Например, НЛБ банка, мислам дека беа сега, има некои такви информации. Во овој контекст за интернационален e-commerce со производи, сериозна закана интернационалниот шипинг што едва функционира. Некој совет за овој проблем доколку имате искуство? Со шипингот искрено немам искуство, меѓутоа од она што го знам со клиентите, најдобро е да направите истражување кои се тие сервиси кои што моментално прават интернационален шипинг. Јас знам дека границите не се затворени скоро за шипинг, зборам, нели, за производи. Најдобро е да поразговарате со некој или што работи на царина, или што се занимава со логистика, бидејќи тука многу игра улога и која држава е.
Значи, не знам за каде станува Site Express Shipping агенции работат. Ето. Без проблем. И јас имам такви информации, клиентиве што ги имаме ние, значи нас не се, сите клиенти ни се e-commerce, за Вруток зборам, сите клиенти ни се e-commerce, они немаат никаков проблем. Со тоа што едниве се во Дубај, кај што ви реков, ама они извезуваат сегде, да. Сегде извезуваат. И јас сега правев некои нарачки онлайн, исто мислам без проблем стига се. Не знам сега конкретно каков проблем имате со интернационалниот шипинг, меѓутоа тука се отвара и друга тема, нели издавачките кај нас што се со даноциве и со промените што ги правеа со царини така натаму, така што тоа кај нас уште да речам не е табу тема, ама има време уште малку додека се обработи. Дури и процесот за поврзување на payment метод е многу покомплициран отколку што е во странство. Здраво, Душко. Патува навака преку драг доаѓа schedule. Ета. Супер. Океј. Добро. Дали има некој прашање некоја за ова? Добро. Немаме. Океј. Сега, следно ни е стратегија за дигитален маркетинг. Стратегија за дигитален маркетинг многу малку луѓе и компании прават кај нас, а и кога се прават тие стратегии, се прават многу стратегиски и после не се реализира доволно. Во смисла се прават многу по-абстрактно, нели што сакаме да постигнеме, каков тип на објави и така натаму. Меѓутоа, главната работа што треба тука да ја знаете е дека треба пред да почнете со стратегијава да направите анализа на тоа што ви функционирало до сега, а што не. Пак ќе ги спомнам фрилансериве, пошто имаше повеќе и многу ми е драго, заради тоа што кај нас мислам дека фрилансерите не доволно се промовираат самите себе си, а дека треба. Значи, за мене фриленсер е исто што е и мала фирма. Заради тоа што мала фирма многу често е 1-2 луѓе. Сите вие што имате бизнеси. Еве, Душко ќе ве спаси сите. Има за вас решение, ако сакате повеќе да знаете. Добро, не знам за какво решение станува збор, меѓутоа може да му пишете на Душко ако имате некакви прашања. Значи, од аспект на стратегијата, размислувате неколку чекори однапред. Ова е сигурно за сите логично, пак ќе повторам. Меѓутоа, што значи неколку чекори унапред? Тоа значи да пробате да ги соберете сите информации што се случуваат сега во индустријава, да видите слаба све за фриленс уште кај нас еве после 5 години. Абе знаете како, значи јас верувам дека на нас, како викаат она, на младите иднината, значи ние сами, не ние сами туку, јас како компанија, вие како фриленсери, треба да најдете начин како да се подигне свеста. Еве тоа што ви го викав со информативните информации. Значи, информативните содржини. Значи, ја да сум фриленсер, ќе седнам и ќе пишувам блог на македонски што е фриленсинг, дали е добро да се работи со фриленсери, како компаниите може да бенефитираат од фриленсерите, заради тоа што за да можете да продадете некаков сервис или услуга кај нас на пазар кој што не е доволно развиен, морате да ги едуцирате луѓето. И пак ќе кажам, ова вие младите сте друго. Прва работа ви е на интернет, локалниот пазар е предизвик. Да, верувам дека е предизвик, тоа е една од причините зашто ние не работиме на локален пазар, значи освен со неколку клиенти кои што се покажале како доволно сериозни. Меѓутоа, од друга страна, верувам дека имаме можност сега на пазаров да направиме промени. Значи, стварно е... Јас имав период во животот кога читав книги проамерички, јас така ги викам, за продажба, за маркетинг, нели како да продадеш и сите тие работи. И кога ги читав тогаш, сите ми лича дека се глупост. И ги читав и си викав, шо има на овие американци, ретардирани се, као не се нормални. И после како проаѓаше време, имав можност да работам 1 месец во Америка. Мислам таму со клиенти потенцијални и сите тие работи. И сваќам дека нивниот мајндсет е стварно различен. Еве,
Мислиш дека не се подготвени да пристапат инкрементално во однос на варијација на поварувачка или однака генерално? И двете. Јас мислам дека стварно не се луѓето не се свесни. Знаете како, еве имаме тука сопственици на компанија, ајде нека кажат тие што мислат, како го гледаат тоа со фрилансериве. Значи, прво голем дел од компаниите кај нас се уште традиционални. Значи, ние сите што сме со дигиталниот маркетинг, ако не е проблем. Баш е добро да дискутираме. Значи, сите ние што сме во дигитален маркетинг, дизајн, фриленс, копирајтинг и сите тие работи, сме навикнати и сме во некој бабл. А реалноста е дека во Македонија има голем дел на компании кои што се успешни, можат да платат, доволно се развиени и сите тие работи, меѓутоа едноставно затоа што не знаат, немаат доверба, како да кажам, едноставно немаат доверба. И сега, ако вие отидете на некој собственик на фирма кој што е 30 години бизнисмен и знаете дека стварно може да му помогнете и сите тие работи, а он не сваќа што му зборите, вие може да бидете најдобри на свет, све е џабе. И сега, знам јас дека е полесно да се продаде на странски пазар, тоа е и нашето искуство. Да, немаат доверба, меѓутоа од друга страна, еве ќе ви кажам најотворено. Нашата цел со Галексија е да го кренеме нивото на едукација за дигитален маркетинг во Македонија. Затоа ние одлучивме да купиме лиценца од DMI, од Digital Marketing Institute, а не да правиме наши курсеви. Заради тоа што самиот кредибилитет на Digital Marketing Institute е многу повисок од било која институција што е во државава, затоа што тоа е програма што ја прават Google, Facebook и сите тие. Е сега, јас како Теодора сум имала можност да речам, окей, ќе си ја терам ја фирмава со дигитален маркетинг, не се замарам овде фирмиве, немаат појма. И сега, кога ќе видиме друга страна на паричката, кога ќе видиме дека луѓето почнуваат да веруваат, значи мора да им објасните, да ги научите, да сватат што е како е, многу е по-различно, значи едноставно им се, како да кажам, се менува видикот. И се ова е малку по-филозофски, нели? Ама стварно на нас останува, значи ние сме тие што сме останали од државава, треба да се потрудиме да направиме нешто. Да, буквално awareness, значи еве пак ќе спомнам, сите што сте фриленсери, седнете, пишувате содржина за тоа вие што го продавате. Ако јас сум фриленсер, не знам, преведувач, ќе почнам да си пишувам зошто е добро да работите со фриленсери кои што се преведувачи. Топ 5 бенефиции да работите со фриленсер и ќе наредите. Не треба да им плаќате месечни даноци, не треба да ви седат у канцеларија да им плаќате лаптоп, не треба ова, и така натаму. Ако работите дизајн, зошто е подобро да работиш со фриленсер? Фриленсерот има повеќе искуство во различни индустрии, различни стилови на дизајн, може многу повеќе да ви помогне. Ме сваќате? И сега све е тоа процес еден кај што ние треба она да се џвака, за да стигнеме до еден момент каде што, да речеме, ќе им се отворат очиве на дел од компаниите и ќе сватат дека може да се работи на тој начин. Истото се случува и општо со компаниите и со дигитализацијата, тоа што ви го кажав. Значи, компаниите кај нас сега сваќаат дека треба да имаат e-commerce и delivery. Кога пропаднаа пола кафичи, тогаш сватија дека абе слушај, треба да имаме ние delivery. А претходно никој не размислувал дека може да го скелира бизнисот, да го оптимизира, да направи delivery, луѓево да може, не знам, да направи една обична апликација или не знам, формулар прашалник, кај што ја ќе можам да си нарачам храна и да си дојдам и да си ја подигнам само. Ме сваќате? Например, јас лично го поцени интернетот, да. Значи, јас лично така, значи јас се јавувам кога сакам да нарачам храна и им викам, дечки, може ли да ми спремите ова и ова, ќе дом да си го земам. И сега замислете колку ќе беше полесен процесот ако имаше некаква апликација кај што ја ќе може да си кликнам, да си нарачам, да си платам, да си пројдам и да си го земам. Ниту ќе се замарам дали ме забораиле, ниту ќе се замарам дали хранава ќе биде добра или не, ме сваќате? И сега тоа е процес цел. Колку македонските фирми треба да користат македонски keywords, односно кои се однесуваат на нивните клиенти во Македонија? Тоа е многу интересно прашање. Треба да се користат keywords заради тоа што многу малку фирми ги користат. Значи, ако сте вие фирма, јас би рекла, дури и фриленсер, еве пак ќе кажам, задолжително да почнете да користите search engine оптимизација, заради тоа што многу мал дел од фирмите го прават тоа. И сега, ако сте вие први на пазарот и ако бараат луѓе во
Имам прашање во поглед на јазикот. Ќе погледнам, добро, само да одговорам на ова. Бидејќи малку компании користат keyword research, ако креирате вие содржина на одредена тема, кога луѓето ќе почнат да пребаруваат, многу полесно ќе излезете вие први. Сега, од друга страна, луѓе кои што стварно користат Google Search за пребарување, најчесто пребаруваат на англиски јазик, така да тоа е, како да речам, паричка со две страни. Меѓутоа, секако доколку сте компанија, обавезно би ве советувала да почнете со keyword targeting. Прашање, дали програмите се на македонски или англиски? Значи, за Галексија програмата целосна е на англиски јазик, исто и испитот е на англиски јазик, значи све е на англиски јазик. Со тоа што сега кога ги почнувавме првите групи, сакавме да биде и предавањето на англиски, меѓутоа добивме фидбек од дел од кандидатите дека тие нема да се чувствуваат пријатно ако тие треба да зборуваат на англиски и одлучивме предавањата да бидат на македонски, со тоа што нормално клучните зборови кои што се користат се на англиски, сите презентации се на англиски и дополнително на платформата на Digital Marketing Institute, бидејќи добивате сите пристап до платформата, таму вие све на англиски. Имате дополнително. Ништо, сега морам да ви испромовирам малце. Се наместивте сами. Само да ви покажам како изгледа на кратко. Еве го. Че гледам да нема некои прашања. Дали планирате да продолжите со онлайн курсеви? Тоа е многу интересно прашање. Сега за сега ни е супер. Ние очекувавме дека можеби ќе има малку потешкоти од аспект на дали ќе се чувствуваат луѓето пријатно и сето тоа, меѓутоа сега немаме никаков проблем. Сепак планираме дел од курсевите да бидат и во живо, нормално ќе има можности за онлайн. Така да се ќе зависи од групата. Ако поголемиот дел од групата сака да биде онлайн, ќе го тераме онлайн. Ако има луѓе што сакаат и онлайн и офлайн, ќе се прилагодиме. Еве ќе ви покажам на кратко само како изгледа платформата. Опа. Само секунда. Значи, ова е платформата на која што имаат пристап само учесниците на курсевите кои што се од Галексија. И овдека имате главно мени, каде што го имате курсот кој што го слушате. Во конкретниот пример, тоа ви е Certified Digital Marketing Professional. И кога ќе отидете тука, ќе видите дека сите модули се уствари pre-recorded. Што значи тоа? Вие, ако сметате дека ви е полесно да учите сами од дома, можете да си го платите курсот и да си ги учите од дома модулите. Ние советуваме да не го правите тоа, заради тоа што материјалот е многу обемен и многу е детален. Еве ги. И сега ги имате сите модули и тука си имате видео. Материјалот е многу обемен и многу е детален, заради тоа што има еден куп на стручни зборови кои што се користат, новини и така натаму. После секој модул имаме квиз, тоа се прави моментално и на часовите. Мислам дека имаме дел од... Само дајте ми една минута. Тоа ќе платиш за софтвер, мислиш ќе биде супер и не е супер. Океј. Само вака да видиме, следовите ги гледате. Океј, софтверот очигледно не сака share screen да направи. Али дајте ми само ве молам уште 2 минути да пробам. Не ни работи копчева за share screen. Океј. Да, значи ќе пробаме после пак, ако не да ни дадовте идеја да направиме уште еден вебинар за да го презентираме DMI. Океј, значи бевме на стратегијата за дигитален маркетинг. Значи многу е важно да се тестира постојано се што ќе правите. Тоа значи tryspicy.com. Што е tryspicy?
Само извинете да видим што е овој тулов. Зашто е овој тул? Види како добар вебсајт. Браво. Супер. Кога го извадивте ова? Пред колку време е излезен сајтов? Браво. Супер. Океј. Епа супер. Значи, еве сега со стратегијава да се вратиме, бидејќи ве оставив долго да чекате. Значи, што е многу важно со стратегијава? Да се размислува неколку чекори напред. Тоа значи, у ситуацијава јас кога сум правила стратегија за вебинар, требало да размислам дека може да крешне од многу луѓе и дека треба да најдам бекап решение. Се шалам. Значи, од аспект на стратегијата треба да размислувате долгорочно како би се развивала вашата фирма или како би се развивале вие како индивидуа во поглед на бизнисот кој што го работите. Во смисла, ако јас имам мал бизнис и сакам да се проширам на територија на цел Балкан до 2021, треба да почнам од сега да размислувам дека треба објавите што ќе ги споделам на социјалните медиуми да бидат прилагодени на менталитетот на македонци, срби, црногорци и така натаму. Ако сум фриленсер и сакам да најдам повеќе клиенти во Македонија, треба да направам план како да ги едуцирам луѓето да сватат дека не е лошо да се работи со фриленсер, туку дека треба да веруваат малку повеќе дека добро ќе им биде завршена работата. Треба да се тестира. Што значи тестирање? Тестирање се подразбира, значи да се тестираат различни креативи, различен тип на содржина, различни промотивни информации. Дали видовте за оној бутикот што излегоа, сега ќе ви кажам како се викаше, само да го најдам. Има еден бутик што излезе на социјалните медиуми што се смеја сите, еве ги. Kali Shoes and Textiles. Дали некој ги има видено објавите што излегоа на социјални медиуми? Да, добро. Значи, еве ќе ви прочитам две објави за тие што не сте ги виделе. Kali Shoes and Textiles е продавница за облека, обувки, све и свашта. Два поста ќе ви прочитам од Facebook. Првиот пост вика: нашата фирма, не знам дали е хакната, јас не знам, ама луѓето продадоа. Добро, хакната беше страната? Не, ето. Значи, шо ви кажа? Нашата фирма предвремено уплати на државата МДБ за цела 2020. Луѓе се заебаваме, нарачете нешто, не можеме да собереме за плата. Другата е, кога е криза, а немате пари за цел, ќе си го покриете пола газ. 3 пара за 360 денари гаќи. Сега, луѓето, не знам шо прават, не знам дали функционира, меѓутоа они си тестираат. Сега, на објавава со нарачете нешто не можеме да собереме за плата, имаат 164 лајкови, смешки, 42 коментари и 2 шерови. Да, Асос е супер, браво. Да. Асос е топ. Како се вика страницата? Страницата се вика Kali Shoes and Textiles, меѓутоа последниве објави не им беа такви. Сега, што е поента во дека за ова што го збориме со маркетинг стратегијата? Поентата е дека, како да кажам, треба да си ја тестирате публиката и треба да тестирате на што вашата публика ќе реагира. Сигурно се сеќавате на стратегијата што има златна книга, веројатно уште пишуваат твитови, значи тоа беше преако што го правеа златна книга, како ги промовира луѓето што се рекламираат кај нив. Значи многу беа досетливи, многу беа уникатни, многу беа смешни. И сега, ако тестирате, можете да видите на што луѓето ќе реагираат повеќе. Дали ќе реагираат ако им споделите нека информативна содржина? Дали можеби треба заебанција да им ставите за да реагираат, пошто еве вие Kali Shoes and Textiles, ова си се заебавале и јеби га, сега луѓето ги знаат, ги зборат по градов, а некој може ќе му текне да влезе да купи нешто. Така да многу е важно да се тестира. Нормално некогаш за тестирање треба да се имаат големи буџети, нели не секогаш е тоа, да речам, финансиски исплатливо, меѓутоа можете да тестирате и со органски информации. Можете да тестирате да направите некаква герила маркетинг активност. Има различни начини како да тестирате. Пазар 3. Ајде да видиме што е ова.
Купувајте од нас, во криза сме. Ете. И сега може ќе продадат, може нема да продадат. Што е многу важно кога правите стратегија, да не повторувате активности кои што не успеале во минатото. Односно, ако видите дека се објавувате еден тип на објави, едноставно тоа не функционира, немојте да дојдете со главата од зид. Втората работа што треба да избегнувате е да не трошите време на активности што нема да донесат вредност. Нормално не секогаш можете да знаете што ќе донесе вредност за клиентот или што нема да донесе вредност, меѓутоа верувам дека секој од вас кој што има бизнес или кој што има подолго работно искуство знае што функционира, што не функционира. Добро е да направите список на целите за компанијата. Ова е пак, можеби на дел од вас ќе ви звучи ептен амерички, пошто нели они за све прават списоци, pros and cons and stuff like that. Меѓутоа, јас го имам пробано за Вруто конкретно и за Галексија и мене ми помага да си ги разбистрам мислите и да одлучам полесно што е приоритет во нашите активности кои што ги правиме. Без разлика дали станува збор за маркетинг активности, дали станува збор за одлука да се инвестира во нешто. Еве пак ја спомнам целава ситуација со Галексија, значи ние лани летоска имавме идеја да направиме онлайн академија, која што ние сами ќе ја снимаме, ќе направиме структура цела, ќе ја снимаме и сите тие работи, ќе ја ставиме онлайн и ќе се продава на некаква си платформа слична на Udemy, под наводници. И кога седнав јас да направам список, што ми се целите и како сакам да донесам вредност и да видам колку пари ќе треба да вложам, колку време ќе треба да вложам, дека тоа не е за ебанција да снимиш ти милиарда видеа што ќе бидат стварно квалитетни, да се апдейтираат постојано, да бидат во текст со најновите информации, свативме дека ни е многу попаметно парите што би ги инвестирале да направиме нешто сами, да ги инвестираме да платиме лиценца од фирма која што има 10 години кредибилитет, фирма која што го спрема материјалот за нас со сите овие големи клиенти и фирма која што обезбедува дека материјалот ќе биде постојано апдейтиран, значи дека цело време нови информации, пошто дигиталниот маркетинг, тоа што било лани, сега пупу не важи. Значи еве Ивана колешката, не знам дали е моментално тука, која што предава на академија, вчера имаше час и на бизнес менеджерот на Facebook, еве тука е, значи на Facebook бизнес менеджер прават промени буквално секој втор ден. И сега она во неделата работела нешто на Facebook бизнес менеджер и во понеделникот им предава на луѓето да им објасни каде се наоѓа, не знам Ивана што конкретно беше, што треба да им покажеш. Некој дел беше од Facebook бизнес менеджер. Ивана ми вика, абе не ми се верува, вика пак правеле промени. И сега они цело време си менуваат како функционираат работите, како се пуштаат огласива, кај може да најдете резултати и сите тие работи. И целиот тој материјал кој што е за дигитален маркетинг е многу обемен и нас ни беше полесно стратегиски гледано да работиме со компанија на која што ќе платиме лиценца, која што ќе го прави дел од тоа за нас и ние после ќе можеме само да ја пренесеме информацијата. Така да, многу е важно да си знаете loud and clear кои ви се целите, без разлика што и да правите. Истото се однесува и на вработување на луѓе, дали ви требаат, дали не ви требаат, дали треба да платите некаков софтвер или не, дали да инвестирате во своето знаење на курс или да не инвестирате, да читате книги. Значи, се е тоа, како да кажам, баш треба да се направи една реална анализа и слика на тоа што ви е вас цел, за да можете после сите активности за стратегијава да ги базирате на тоа. Исто така многу е важно да знаете кои ви се купувачите. Ако Кали Шуз знае дека таков тип на купувачи сакаат такви смешки, нормално дека нив стратегијата ќе им биде да се заебаваат на постоите и да си праќаат глупости и луѓето да се смеат и да купуваат. Ако стратегијата ви е да сте, како да речам, свот анализа, па да, свот анализа, меѓутоа дополнително има уште еден дел, сега гледате како ќе ви продадам сега. Ако се запишете на Галексија, ќе ве научиме како се прави клиент персона. Значи, освен свот анализа, свот анализата се однесува на самата компанија, меѓутоа за да ги знаете купувачите се прави така наречена таргет персона. Тоа значи дека собирате информации од пазарот, од вашите конкуренти, од тоа што го имате до сега како информација и правите анализа каков би бил вашиот идеален купувач. И сега вие може да имате една персона или може да имате 2 или 3. Најидеално е да имате 1 до 3. Што значи тоа? Јас знам дека јас сум, не знам, што сум, ајде,
доста сум фриленсер или нешто, дајте некој предлог, ајде, кој сака да кажеме за вас? Дајте ми, ајде, пишете ми некој бизнис или нешто. Грумер. Ова е грумер за животни, така? Ако добро сватив, добро. Јас имам сега фирма за груминг. Сега, фирмава моја може да има цени кои што ќе се пристапни за сите луѓе, меѓутоа, може би јас сум фенси груминг и сакам само да доаѓаат кај мене луѓе кои што сакаат да посветат повеќе внимание на своите миленици, кои што сакаат нивните миленици да ги бањаме со органски шампон и кои што немаат проблем да платат малку повисока цена за нивните миленици. Значи, вие прво треба да направите анализа каков тип на луѓе сакате да таргетирате и нормално дали постојат тие луѓе, затоа што ако сте вие во Индија, у некој сиромашен кварт, не можете да речете па ја ќе работам со богати, или во Македонија на пример, ако нема доволно пазар за такви луѓе, не може да речете па добро, јас сега само богаташи ќе ги таргетирам. Сега, од друга страна, не мора да се тие луѓе не се серели богати. Значи има луѓе кои што се грижат за своите миленици и сакаат нивните миленици да, како да речам, to get the best treatment. Например, ние имаме мачка во канцеларија и нашата мачка се храни многу подобро од сите ние што се храниме. И јаде не знам каква храна и сите тие работи, нели? Сега тука тие се варијации што ги гледате кај таргет персоната. Треба да видите, например, дали работите со големи или мали кучиња. Треба да видите што им е важно на тие собственици на миленици. И сите тие информации кои ќе ги соберете, правите една персона на која што добро е, значи ова е теоретски што ви го кажам, меѓутоа ние со клиентиве до душа го применуваме и во пракса, на секоја таргет персона и даваме име и презиме. Например, Александра Ристевска е собственик на куче од не знам, средна раса. Таа се грижи за своето куче со тоа што му купува квалитетна храна со 70% месо, го шиша 3 пати во годината, го бања 5 пати во годината и сака да обезбеди дека нејзиното куче ќе биде нормално третирано, дека нема да го тепаат кога ќе иде на шишање и дека нема да го малтретираат и да има трауми. Александра работи како, не знам, дизајнер или моден креатор и многу е важно кога ќе излезе во град нејзиното куче да изгледа спастрено како нејза. И сите тие информации се пишуваат вака баш како приказна. Знам дека на дел од вас можеби ќе ми звучи смешно, ама после тоа многу е интересно како несвесно почнува тоа да ви влие на начинот на размислување. Кога вие ќе добиете некаква визуелна слика за како изгледа тој човек што сакате да го таргетирате, многу полесно ќе ви биде да смислите што да му кажете, како да му се обратите, каква слика да ставите и тогаш ќе знаете дека на пример кога ќе објавувате информации на социјални медиуми, ќе пишете: иако сте во карантин, многу е важно вашето куче да биде чисто и шишано. Во нашата, како се вика тоа, grooming shop, не знам како се вика, во нашиот сервис, сите наши вработени користат маски и ракавици со цел да обезбедат дека, иако вирусот не се пренесува на животинки, ние сакаме да обезбедиме дека вашите животинки ќе бидат безбедни. Овозможивме на влезната врата да има и им објаснувате што вие превземате во фазата на COVID-19, за да може луѓето кога ќе дојдат кај вас да се чувствуваат пријатно. Јас на ветеринар кога бев пред 3 недели, не знам кога беше, стоев саат време пред врата, додека не ми текна да погледнам, не саат време, ама едно 40 минути сигурно стоев, пошто имаше гужва, додека не ми текна да погледам дека и чека вие ставиле санитајзер надвор. И сега суперо нешто ставиле санитајзер надвор, ама кога влегов внатре, сите беа со маските спуштени. И сега ме сваќате, и сега тоа се ситници. И сега они ако имаат направено, да речеме, таргет персона, кој што ќе речат: јас со мојата ветеринарна амбуланта таргетирам луѓе што се само свесни за своето здравје, што се грижат за за здравјето на своите миленици, кои што се вакви, такви, онакви, ќе знаат дека можеби на влезна врата треба да речат: дечки, еве ние купивме 100 маски, ве молиме само на тие што стварно ви треба, земете си пред да влезете во ординација, заради тоа што нас ни е многу важно да бидеме сите безбедни. Океј, одговоров или уште треба? Може да направиме и сега таргет персона на лице место. Океј, дали некој друг сака дополнително нешто да издискутираме за неговиот бизнис? Или дали ви е јасно сега со таргет персонала? Значи, целта е
да обезбедите доволно информации за тоа кого ќе таргетирате. Ако јас сум компанија која што имам дистрибуција или до сега сум продавала само на, како да речам, face to face, а сега сакам да почнам да продавам онлайн, треба исто така да си направам анализа. Дали луѓето што работат со мене знаат како да купуваат онлайн. Дали се доволно писмени да прочитаат, да се снајдат. Еве, например, татко ми има дуќан за електроматеријали и јас го терам татко ми година дена да направиме вебсайт и он ме вика: "Шо ти е бе, каков вебсайт? Ти мислиш масторите вебсайт ќе отвараат?" А во исто време, ние во Вруток имаме клиент кој што работи со сличен калибар на луѓе и кои што имаат вебсайт, имаат Google Search и прават парче. Ме сваќате? И сега све е тука, нели, кој како размислува. Татко ми вика: "Мене ми се јавуваат на телефон, мене не ми треба вебсайт." Ако сме компанија која не продава ништо, како е најдобро да се рекламираме и каде? Што значи компанија која не продава ништо? Зашто е компанијата? Зашто е Душко компанијата? Океј. Ајде, пиши ми па ќе ти одговорам. И исто така, последниот совет би бил да користите примери од успешни компании во светот и да примените дел од активностите, заради тоа што почесто да правите. Добро, договорено. Може еден заеднички да направиме со Михаил Китановски вебинар за продажба онлайн. Значи, со примери од успешните компании и светот, јас често добивам коментари кога разговарам со луѓе, дека нели компаниите имаат многу пари, што се големиве светски компании, дека нив им е многу лесно и сите тие работи. Меѓутоа, не секогаш ви требаат многу пари за да направите нешто креативно и за да успеете да го привлечете вниманието на клиентите. Спојување на трговци и купувачи, за трговците поголем промет, на купувачите поевтин живот. Добро, значи ова е еден вид на услуга, така? Значи вие продавате услуга каде што функционирате како канал медиум помеѓу трговци и купувачи. За трговците поголем промет, тоа значи дека имате два типа на таргет персони. Односно, едната таргет персона, таргет клиенти, ви се трговците, другите ви се купувачите. И сега, треба да направите добра анализа на трговците. Какви се трговците, во која индустрија се, што на нив им е важно, за да им кажете кои се вредностите што вие ќе им ги донесете, односно какви купувачи вие ќе му донесете. Треба исто така да ставите таргет и за секој трговец да му кажете: "Слушај, јас ќе ти донесам толку клиенти." А за клиентиве да им кажете: "Слушај, јас ќе ти дадам избор од толку и толку фирми и ти после можеш да го одбереш тоа што е најдобро за тебе." Најдобро за ваков тип на услуга е да се рекламирате на социјални медиуми и на интернет пребарувачи, односно на Google Search Network. Дали со Try Spicy да се фокусираме на ресторани или на корисници? Епа, ако имате ресторани, а немате корисници, рестораните нема да бидат задоволни. Ако немате корисници, а имате ресторани, ќе нема кој да нарачува од рестораните. Значи, во ваков случај, кога имате и поварувачка и понуда, морате да се фокусирате во исто време на двете. Значи, од една страна мора да имате човек или тим кој што ќе биде задолжен да најде корисници, а од друга страна да најдете ресторани. Со тоа што во ситуацијава за ресторани, јас би ви препорачала да работите директна продажба, односно да комуницирате директно со нив, да им се јавувате, да закажувате состаноци, а корисниците да ги наоѓате преку социјални медиуми и преку промотивни активности. Мора да имате критичен минимум на ресторани, се согласувам. Пошто ако вие мене ми ја рекламирате апликацијата, јас отидам таму и видам дека има само 2 ресторани, ќе речам: "Мај, овие не ги бива", и ќе си отидам. А полесно е, барем од искуство мое, полесно е прво да ја набилдате базата на ресторани. Значи, одите кај рестораните и им викате: "Слушајте, нас сега до крај на мај месец ние фаза на собирање на ресторани. Ние имаме спремна маркетинг стратегија што ќе обезбеди дека од јуни месец вие ќе имате зголемена побарувачка на вашите производи." И кога ќе си ги соберете тие 20, 30, 50, морате да имате таргет. Ќе си се јавувате како cold calling, што се смеам, ќе ги замарате сите, нели, под наводници замарате,
И кога ќе набилате базата, со тоа што тука е исто многу важно, сега не знам конкретно, пошто не сум го разгледала, треба да видам, гледам дека имате различни типови на ресторани, треба да имате баланс. Значи, у ситуацијава, ако имате 10 категории, вие треба да имате минимум по 6 ресторани за секоја категорија. Затоа што кога јас сум веган и отидам на Try Spicy и видам дека има 20 ресторани за пица, а едно место кај што можам да купам веганска храна, пак нема да биде окей. Така да морате да имате баланс, или тоа што можете исто да го направите е да не ги ставате сите категории одеднаш, ако немате пополнето, туку да си ги ставите прво категориите што ги полните и како ќе додавате нови ресторани, например, не знам, ако ви е лимитот 10 или 6 по категорија, како ќе ги полните категориите, така си ги додавате на вебсајтот. Значи, многу е полошо да ги ставите сите да бидат празни, отколку да надградувате. И така ќе имате цело време нешто ново да им давате на клиентите. И никако не би почнала јас со активности за крајни корисници додека не ја наполните базата. Океј, дечки, пројде саат и поскоро. Еве, ајде, јас имам бар за здрава храна и не можам да се пронајдам во ниту една од категориите. Опа, еве ви потенцијални клиенти што не сте ги нашле. Ајде. Марија, може да ни кажеш за кој бар станува збор? Како се вика барот? Крукс. Еве, дали дечките од Try Spicy слушнале за Крукс? Не знам дали сте им таргет, пошто они се спајси. Во Скопје сте, така да, во Скопје. Ете. Ќе направиме некоја бизнис конекција тука. Јас мислам Марија или кој беше од Try Spicy, чекај да видам. Извинете, малку сум со имињава. Елена. Значи Марија или Елена, јас мислам дека треба да споделат мејл адреса, ако не им е непријатно пред сите, за да се поврзете и да си направите муабет и еден состанок. Мене ќе ми дајете 5% од заработка. Се шалам. Океј. Ете. Добро. Ете, Елена сподели мејл, значи Марија можеш да ја сконтактираш и супер. Ќе си направите муабет, па може и ќе се направи некаква соработка. А вие сите што сте фриленсери, значи сега да ви кажам пак, пошто јас бев едно време фриленсер, земете овие фирми од тука да нека пишат кој што му треба сега, дали им треба дизајн, дали им треба контент, што им треба, да се поврзете сите. Ние ќе пуштиме еден мејл на крај, мислам утре веројатно. Ќе ви пуштиме мејл, тие што се заинтересирани за соработка компаниите, кои што би работеле со фриленсери, ќе ни дадете потврда дали може да ги споделиме вашите информации и тие што сте фриленсери исто ќе ни пишете и ние без проблем ќе ве поврземе и после може да си комуницирате да видите зашто може да соработувате. Океј. Јас не би должала повеќе, доколку нема некој прашање. Значи, дали има уште некој нешто да праша или да искоментира? Линк каде може да се преземат бесплатни слики за користење на онлайн маркетинг. Мислиш на сток фотки? Па еве Индок, пошто знам дека е дизајнер, он може да ти прати, или ако има некој друг дизајнер тука, еве, пратете. Ја не се мешам у дизајнерски работи. Океј, добро. Дали имаме друго прашање? Драго ми е. Јас сакам да ви се заблагодарам на сите што останавте до крај. Многу ми е драго што бевме во волку голема бројка. Слободно можете да ни пишете на мене или на колешката Симона. Значи Симона е програмски директор во Галексија, таа е задолжена за сите програми. Можете да ни пишете во било кое време, зашто и да ви треба помош, значи може да ви дадеме бесплатна консултација. Наредниот ќе го направиме или на крајот на април или на почетокот на мај.
Би било супер да ни пишете, јас ќе ви пратам секако мејл која тема би ве интересирала. Фала ви многу. Уште еднаш ви се извинувам за моментов со техничкиве промени, ама ете, иначе ќе беше совршено, ако не крешнеше системот, ќе беше совршено. Фала ви, дечки, многу. Значи, пак ќе кажам, што и да ви треба, слободно пишувајте, ние сме тука да ви помогнеме. Со задоволство ќе споделиме, значи, се што имаме од искуство со странскиве клиенти, затоа што целта ни е малку и кај нас ете да се крене и бизнисите, и фрилансерите, и сите заеднички. Фала ви многу. Така да, тоа е тоа. Имајте убава вечер, чувајте се, носете маски и ракавици и тоа е тоа. Се гледаме следен пат. Ќе го имате видеово случајно, ако сакате да го преслушате, ќе ви го испратиме и тоа е тоа. Фала ви многу уште еднаш, пријатна вечер, поздрав до сите, се гледаме. Чао, чао.